Богојавление приказка за деца. Кога водата станува благослов. Одамна во една тивка и топла земја, покрај една голема река, живееле луѓе што секојдневно доаѓале по вода. Водата им била многу важна. Од неа пиеле, се миеле, готвеле и ги поеле животните. Но таа вода била обична вода. Едно утро, рано, кога сонцето штотуку се појавило, на реката дошол Исус. Со него бил и Свети Јован Крстител, добар и скромен човек, облечен едноставно. Луѓето се собрале тивко. Се чувствувало дека нешто важно ќе се случи. Исус влегол во реката Јордан. Водата била ладна и бистра. Свети Јован го крстил со внимание и почит. И токму тогаш се случило чудо. Небото се отворило. Светлина се разлеала насекаде. И Светиот Дух слегол како бел гулаб. А од небото се чул тивок и силен глас. Ова е мојот возљубен син. Луѓето гледале со широко отворени очи. Разбрале дека тоа е и голем и свет ден. Затоа овој празник се вика Богојавление, денот кога Бог се јавил на луѓето. Од тој ден водата не е само вода, таа станала благослов. Со вода се миеме, со вода се напојува земјата, со вода се благословуваат домовите. Водата не чисти и однадвор и однатре. И денес на Водици свештеникот ја осветува водата. Луѓето ја носат дома со радост. Некои одат до река или езеро. Свештеникот фрла свет крст во водата. Храбри луѓе скокаат да го фатат. Но најважно не е кој ќе го фати крстот. Најважно е да имаме чисто срце, да бидеме добри, да се сакаме едни со други. Кога ќе ја допреш водата на Водици, сети се дека Бог не сака, и кога ќе ги измиеш рацете, кога ќе се напиеш вода или кога дождот ќе падне од небото, тоа е мал потсетник на Божјата љубов. Светло пискано за деца.